9 часот и 11 минути. Добро утро, следите Македонија на утро, утренска програма на вашиот јавен сервис. Дарко Недановски, председателот на Спелеолошката федерација на Македонија, од прилеп ја запиша Македонија во книгата на рекорди и го постави новиот државен рекорд во слегување во некоја длабочина. Ова е повод за гостување на Дарко ова утро во Македонија на утро, за да промоветиме за тоа што се случи само пред неколку дена во Словенија. Прво честитам за овој и личен, но и државен рекорд. Добро утро и добре ни дојде. Добро утро, добро ве најдов. Благодарам за поканата и поздрав до сите гледачи на Македонската радио телевизија. Оваа експедиција се случуваше во Словенија, станува збор за меѓународна експедиција. Кога почна, колку денови бевте таму, ајде малку повеќе околу сето тоа што се случуваше таму. Така, Скалјево Брезно, Скалар 2022 е меѓународна експедиција која што ја организираа словенските научници. Така. Се со цел да се истражува пропаст во длабочини подлабоки од 1000 метри, така, каде што веќе до сегашните нивни истражувања имаше констатирано дека оваа пропаст има потенцијал да биде и најдлабоката пропаст во Европа. Тоа значи до сега истражено е околу 1200 метри само како што јас видов. Така, да, до 1000 метри ние слеговме до 1200 и плюс продолживме, ги отворивме тие нови канали кои што имаше потенцијал нели за да ги отвораме. Така. И продолживме, документиравме уште во длабочина уште во должински околу 200 метри, каде што целта ја постигнавме и нели продолжуваме уште со понатамошни организации во наредниот период за поточно наредната година, затоа што овие експедиции најмногу се адекватни за да ги истражуваме во летниот период. Така. Ова беше прва твоја експедиција тука во Словенија на ова место? Да, ова беше прва моја експедиција и една од најпредизвикувачките наистина досега, затоа што бараше премногу време на подготвување, премногу време на тренинзи. Тука беа и онлайн состаноците со психолозите кои што ни помагаа, затоа што станува збор за наистина екстремни услови при работа за истражување на длабочина од 1200 метри. Така, ние гледаме и дел од видеото, јас би кажал и ексклузивни видео, тоа како се одвиваше целата експедиција, колку луѓе учествувавте во тоа, од кои се држави, колку дена се престојуваше во Словенија, колку време е потребно да престојуваш таму пред да започне целата експедиција? Колку траја подготовките? Така, да, експедицијата официјално траеше од 10 до 20 август, но ние пристигнавме на 9. Така. Најпрвично ја транспортиравме целата таа опрема која што ни беше потребна до планинарската куќа која што се наоѓа на 2200 метри. Така. Правевме мала адаптација, климатизација, припреми. Потоа наредните 2 дена го подготвувавме ВОКС системот. Тоа значи една кабел кој што ни дава комуникација, затоа што на таа длабочина немаме никаков сигнал и само на тој начин можеме да имаме било каков контакт со базата која што е на површина горе, во случај за било какви инциденти и несреќи да бидат информирани. Так. Затоа што стварно се условите тешки и мораме да пазиме на секој детал. Учествуваа веќе од 8 држави, како што е Шведска, Украина, од Израел, Италија, Романија и тука од Балканот. Така. Учесници имаше околу 40, кои што само 13 се спуштивме на таа длабочина. Останатите ни беа логистичка поддршка, кои што се грижеа за кампот, кои што се грижеа за нашите материјално-технички ресурси, опрема, се што ни е потребно и сите тие услови за да можеме да ја извршиме таа работа, затоа што тимот кој што продолжува да се спушта на таа длабочина, покрај тоа што ние со себе носиме опрема, имаме и дополнителна опрема која што ни е неопходна за било какви случаеви, затоа што никогаш не можеме да претпоставиме што се може да се случи долу. Така. Велиш мрак, ниски температури, тоа е оно што прво ве пречекува кога влегувате. Да, баш така, веќе на длабочина после 400 метри, до таа длабочина температурата се движеше околу 2,5 степени, но после 400-500 метри како што слегувавме, температурата се уште се намалува и веќе ја држи таа температура од 1,5 степен константно се до дното на пропаста, до длабочината на 1200. Така. Условите се наистина тешки, има многу влажност, цело време сме во мокри алишта, имаме само 2 одела, едно одело кое што работиме и другото одело кое што
го користиме за време на одморот, на тие 3-4 часови кои што ги имаме за да се одмориме. Самата работа внатре е многу екстремно тешка и секако психоментално е тешка, затоа што има многу тесни меандри, многу такви ризични делови каде што бара посветеност и многу време подготовка. Така. Затоа и спомена работа и со психолог, така? Да, имавме подготовки, имавме разговори, затоа што сепак мораме да се носиме со таа последица. Мислам, не дај Боже, што и сега може да се случи, ние свесно го знаеме резултатот, знаеме како да постапуваме, знаеме што да правиме, но сепак мораме да имаме една таква поддршка пред оваа експедиција. Така. Што значи, Даре, ова? А колку часа, само прво кажеме, и траеше целата експедиција, колку часа бевте во длабочината? 6 дена бев јас внатре. 6 дена внатре? Да, 6 јас дена. мислам неколку часа само. Да, не, 6 дена без дневна светлина, во мрак, во екстремно навистина тешки услови. И внатре се јаде, се спие, има места кои што ги знаете претходно, каде што одмарате, каде што сте испланирале одмор или кога почнувате да се спуштате, па тогаш веќе таму ги откривате работите? Така, не, досега поради што, нели, кажав, веќе оваа пропаст се истражува повеќе од 20 години. Има на оваа пропаст од длабочина од 1200 метри има само 2 места, тоа е бивак за солниште каде што има услови за да можеме да одмориме, да преспиаме. Значи цело време станува збор за вертикала и само на тие две места, кое што е првиот бивак е на 568 метри, вториот на 1000 метри, и сега откривме уште еден на 1200 метри, кој што допрва треба да ги продолжуваме тие истражувања. Првите 2 дена работевме со поставување на ВОКС системот за комуникација до 560 метри, каде што потоа другите тимови излегоа, а тимот кој што продолжувавме се спуштивме долу на 1000 метри и продолжувавме кон истражување на новите канали. И што во вреки за спиење спиете? Да, спиеме во... Не е ладно? Ова не може да се запали. Да, нема услови за како да се загрееш, мораш да спиеме во вреки. Имаме плюс навлаки кои што ги ставаме горе на вреките, се со цел да задржиме таа наша телесна температура која што има телото од околу 37 степени. Но секако најтежок беше моментот кога утрото мораме да се разбудиме после тие неколку часа кои што се спиеваме, иако немавме ориентација за спиење, спиевме кога ќе се измориме, значи работевме од прилика и по 15-16 часови на денот. И потоа се враќаме во логорот, во базата. Мала подготовка за топол оброк, кој што е од големо значење, многу чаеви и потоа спијаме само неколку часови и утрото мораме пак да ја облечиме таа мокра облека која што е на температура од 1,5 степен. Да, нема како да се исуши. Да. А што се јаде? Чаеви се пијат? Кафе пиете? Да, се пие и кафе и чај. Од страна на оброк имаме алпски регионални местни прошути, домашни прошути кои што содржат многу, нели, масноти и протеински, да, за да можеме да издржиме. Пијаме, како што кажав, чаеви, се пијат и гелови за енергија, затоа што сепак мораме да конзумираме и шеќери и претходно подготвени тестенини кои што ни се како топол оброк, инстат супи, исто претходно подготвени за нашите потреби. Така. Се јади многу малце, во мали количини се со цел за да немаме услови условите се за да работиме што повеќе, а сепак со помала количина на храна. И веќе е месец дена пред експедицијата, која што стануваше збор за навистина тешка програма, каде што моравме да конзумираме само 2 оброци во текот на денот, тоа беше доручек и вечера, се со цел да направиме адаптација за да можеме тие 6 дена или недела дена, како што ни беше планирано да остануваме внатре, да може нашиот тело, организам и сите мускули да се борат и да даваат максимум од себе се што можат, а сепак да се конзумира што помалце храна. Така. Да, подготовките дефинитивно сигурно се тешки пред да почне експедицијата. Какво е чувството кога после 6 дена ќе се излезе надвор на дневна светлина, притоа знаејќи, бидејќи си спелеолог, председател на Спелеолошката федерација, знаејќи дека и личен рекорд имаш поставено, и државен рекорд, нели, но и гледаш од друга страна и дневна светлина, после 6 дена мрак. Така, да. Какви се чувствата? Чувството е наистина прекрасно, но сепак неверојатно, затоа што ја успеавме целта да ја поставиме, ги успеавме да ја продолжиме, нели, нашата експедиција и секако да слезиме на длабочина од 1200. Малце е неверојатно, затоа што
дури еве после неколку денови од кога се вративме, ги гледаме видеата, комуницираме и веќе правиме некаков брифинг за тоа што сме го направиле, за тоа што долу на таа длабочина, повлечени од ентузијазмот, мотивирани, адреналинот работи премногу и секако не сме доволно свесни за успехот, како да кажам, што го ни на вас дори не ви се верува сега, нели, откако ги сега веќе откако ќе се средат и се уште комуницираме и така разговараме за тоа што се случило внатре. Така, и за крај дали што ова значи, што ова представува не само лично за тебе, туку и воопшто за македонската спелеологија? Така, ова е голем успех секако, како лично, така и за македонската спелеологија, затоа што пополека македонската спелеологија си го зазема своето ниво на европските истражувања, европските спасителни служби, затоа што покрај одделот за истражување, за спуштање рекорди има дел кој што се занимава и со спасување. Тоа отвора нови можности, нови врати, се со цел да се расширува, нели, дејноста кај нас, која што не е толку многу, за жал, позната, но сепак има нов тим кој што е мотивиран, доволно мотивиран и сакаме да направиме Спелеолошката федерација да биде на едно многу повисоко ниво. Тука е агенцијата за млади која што ни ја дава поддршката и секако да постигнуваме нови резултати и оваа гранка како наука, затоа што спелеологијата е единствена наука помеѓу спортот и науката, да биде достапна за сите, оние љубители на природата, аутдорс активностите и секако да искусат нешто ново и да се занимаваат и да тренираат и да уживаат во тие природни богатства. Така, благодарам за разговорот и за што ова го споделивме со гледачите на Македонската радио телевизија. Верувам дека нема да мируваш, па ќе се видиме повторно за нов рекорд, за нови проекти. Така, веќе имаме нешто веќе сме договорени, но пополека малце овие период малце да одмориме, па со нови идеи. Јас морам да станам ваќе да ти честитам уште еднаш. А во продолжение, драги мои, културниот информатор во Македонија на утро.